Преку низата скандали со кражби може да се илустрира состојбата со целиот безбедносен систем во Македонија, вели професорот по безбедност Александар Нацев. Кражбата на оружје и муниција од полициски магазин во Охрид, кражбата на масло од канабис во Алдинци и други сериозни инциденти кои не се целосно расчистени, покажуваат дека тоа не е вирус само во Министерството за внатрешни работи, туку и целата структура во безбедносниот систем. Кражбата на оружје е најочигледната работа која што се случи во последниве 2-3 години, значи не сме имале толку голем и сериозен пропуст на Министерството за внатрешни работи. Освен кражбата на оружје, последните денови сме сведоци на кражба на масло од канабис, но да не забораваме дека имаше и поголема количина на канабис пред година и пол, нели од марихуаната во Јосифово. Значи низа на сериозни инциденти за кои што никој не размислува да поднесе одговорност. На истите денови кога се случуваат инциденти, министерот оди промовира нови чизми, нови униформи за полицајците, како да тоа е нешто надвор од она вообичаеното кое што треба да се случува. Нацев вели дека според сите индекси полицијата е оценета како корумпирана. Сенка врз работата на Министерството според него фрла и последната случка со убиството на ракометарот Тот, каде пред да се дознае целата вистина, во јавноста се појавија различни сценарија. Дека основните два столба на безбедносниот систем се разнишани, предходно покажала и кражбата на униформи и опрема во Министерството за одбрана. Да биде уште пострашна работата, таа кражба беше од кругот на магазините во Министерството за одбрана. Значи во Министерството за одбрана од магазините беа украдени униформи и опрема. Да ги споменеме туку одливот на професионални војници, на офицери, на подофицери. Еви, тој одлив може конкретно и кон Министерството за внатрешни работи да го споменеме, да повлечеме една паралела. Освен тој одлив, карактеристично и за двете министерства, кои што нели треба се столбови на безбедносниот систем, е и масовниот број на тужби со кои што се соочуваат министерствата од своји вработени, значи се работи за илјадници тужби. Но последниот скандал со спектакуларниот грабеж во Алдинци не е прв во фабриката Five Leathers. Во 2020 година од објектот биле украдени 60 килограми марихуана. При тогашниот увид инспектори открија и непријавена количина на канабис, поради што компанијата ја загуби лиценцата за работа и прогласи стечај. Ниту случајот со оружјето, украдено од полициски магазин кој се наоѓа во кругот на поранешната касарна во Охрид, опколен со други полициски објекти, засега не е расчистен. Предходно се огласи јавното обвинителство, дека оружјето кое било украдено од касарната Михајло Апостоловски било старо и неупотребливо, кое било наменето за расход и уништување.